Нели он рече Мицко, бизнис заедницата му барала 19,5% ДДВ. Дали не е точно? Он имал најава, драфтот го имал на извештајот, дека Светска банка му бара зголемување на 19% на ДДВ. А зашто е тоа? Тоа е затоа што нема на приходната страна од буџетот доволно пари. Му стига извештајот од Светска банка и му викат си проектирал 6,5 милиарди буџет. Ама што ќе го напуниш? Затоа што реално он си предвидел како ќе ги троши. Ќе си вработува 600 полицајци, ќе си шири партиска база од државна администрација, ќе си прават таму што им треба градинки по градовите за да добијат локални избори и така натаму. Ама треба од негде да влезат тие пари. За да влезат, овие му викаат, мора да зголемиш ДДВ. Тоа е едно, и второто, мора да се зголеми старосната граница за пензијата. Има премногу пензионери од 65. Значи ќе се калкулира да испоумрат. Повеќе и да работат плюс 2 години, сите што се вработени, за овие што се сега веќе у пензија. И третата работа, данокот на добивка 50% се зголеми. Што ќе стимулира екзодус на странските компании, ќе отидат сите у Србија. Господен совет на Христијан, дерегулирај го бизнисот комплет и донеси закон со кој што македонските производи ќе го намалиш ДДВ-то на 2% или на 5%. Да видиш како ќе се стимулира домашно производство, како ќе се стимулира плаќање даноци, како ќе се стимулира зајакнување на фирми, како ќе се стимулира креирање на капитал. Другата година ќе имаш 10 милиарди буџет. Не 10, ама ќе имаш 7,5. И да видиш како цените ќе паднат секаде, луѓето ќе почнат да произведуваат македонски за ќе им се исплати, ќе станеш конкуренција за запад, за извоз, поише даноци ќе собереш.